Светски ден на органодарителство го одбележуваме со разговор во студиото на темата со доктор Александра Гавриловска-Брзанов, таа е заменик национален координатор за трансплантација и органодарителство во Македонија. Добро утро. Добро утро. Добро утро и до вас и до гледачите пред малите екрани. Дали сме доволно информирани и дали од друга страна сме свесни за органодарувањето? Прво да се заблагодарам што ме поканивте на еден ваков убав ден, да кажем, 13 август, кој што според Светската здравствена организација е всушност и денот на органодарителството и многу убаво вака јавно, отворено да се говори за оваа тема, кога сме на прашањето. Што се однесува до информираност, па би рекла да. Имам информираност затоа што благодарение и на вас, кои што секогаш не помагате, се зборува јавно, се зборува отворено, за тоа постојат многу кампањи и мислам дека информациите стигнуваат до целиот народ, до популацијата. Меѓутоа, пак од друга страна, кога говориме за свесноста, некако тие две работи се препоклопуваат, односно имаме информации и све свесни за тоа, меѓутоа, се додека тоа не го преточиме во одлука, која што на некој начин би станала дел од нашето собствено и лично верување во нашиот собствен живот и додека таа одлука не ја споделиме со блиските, би можела да кажам дека постои така еден голем јас помеѓу оваа информираност и свесност за органодарувањето. Религија, култура, вредности на едно општество во кое што живееме, како тие влијаат на оваа свесност, на оваа подготвеност за донирање органи? Има еден дел, момент во општеството кој што не можеме да го занемариме. Не знам зошто, ама некако се пренеси на помладата генерација. Немој не си предизвикува и несреќа со самата таа одлука. И тоа е присутно. Како вие со овој предизвик се... Верувам се соочувате секојдневно. Како се борите со овој предизвик? Баш токму така како што кажавте, значи имаме религија, имаме култура кои што се едни, да кажам, длабоки вредности на секое општество. И кога се работи за религијата, при тоа постои еден момент каде што верувајте дека без оглед дали се работи за христијанство, дали се работи за ислам, за јудизмот, за будизмот, не постои малтена религија која што нема да го поддржи и поттикне органодарителството. Затоа што, како нека се вели, на последниот суден момент никој не го суди телото. Сите ги судат делата. Единствено во Јапонија, и тука е шизмот кој што вели дека телото треба да се напушти од овој свет онака како што и дошло, кај нив така постои еден стигматизам на таа тема, да кажам. Меѓутоа, пак од друга страна, кога ќе погледнам во културните вредности на нашето општество, би можела да кажам дека не многу јавно отворено, па дури и во поблиски кругови, ние сакаме да говориме за смртта, и тоа е и кај нас некоја така тема со стигматизам која што се уште се прифаќа. Меѓутоа, колку појавно, поотворено се говори и колку повеќе може секој од нас да си ја донесе сопствената одлука врз база на целата информираност, мислам дека би било многу леснително за целите процеси. А при тоа едната од недоумиците и нејаснотиите се многу често знаат да се запрашаат, ама чекај се, дали ова е во склоп со мојата религија? Да, верувајте дека тоа е едно од најчестите прашања? Не е дека јавно ќе говорат и ќе го постават, меѓутоа секогаш си се запрашуваат и си го мислат. При тоа, кога ќе дојде тој момент, ние секогаш сме спремни и подготвени доколку имаат потреба да се повика некој од нивната религија кој што има најсоодветно меродавно лице да може да поразговара со нив, да ги поддржи во целите процеси. При тоа ние имаме и јавни и отворени кампањи во кои што голем дел од религиите ни даваат поддршка во целокупниот процес. А како може граѓаните да се регистрираат како донори? Како оди на тој ланец од информираност до подготвеност, што се треба да направат?
Значи, како што кажав, првен секој од нас треба да си ја донесе таа одлука и тоа да стане, да кажем, дел од неговите собствени лични верувања и убедувања. Сега целиот процес е што Македонија е всушност option out систем. Што тоа значи? По закон, јас, ти, сите ние сме донори. Меѓутоа, кога ќе дојде пресудниот момент, сепак фамилијата е таја која што мораме да ја прашаме за согласност, да се согласат и да го имаме нивниот последен збор. И тоа е многу интересно затоа што дури јас, на пример, сум се изјаснила и пред моите и пред сите дека да сакам да бидам орган донор во случај да се, нели, не дај Боже, случај некоја неизгодна. Меѓутоа, во целиот тој процес, дури јас и да отидам и да потпишам и доставам пишан трак и документ, сепак во последниот суден час ќе треба да се праша фамилијата. Затоа секогаш јавно говориме дека е многу убаво да се разговара со фамилијата, да знаат нивната одлука, затоа што верувајте, кога ќе дојде тој суден час, секој сака да испочитува одлуката на својот близок што во моментот го губи. Што вас лично, докторка, ве мотивира да работите на оваа особено значајна тема, значајна од животно прашање, значи, што значи живот, и верувам дека тој порив и таа мотивација да продолжите нечи живот, верувам дека тоа е главно, но од друга страна толку емотивна тема, толку е тема која што носи со себе многу нешто од емоција до, верувам дека семејствата потоа кои што се одлучиле да донираат органи, па сакаат да се запознаат и со личноста каде ги донирале. И тоа повлекува повеќе луѓе во целиот процес. Што ве мотивира? Токму така, како што кажа, мултидисциплинарен е навистина целиот процес и е многу тежок и при тоа наоѓаме, премногу мотивација наоѓаме, меѓутоа верувајте дека и секоја оваа приказна треба да започне во момент кога едно семејство и фамилија губи свој близок. Не постои поболен момент од тој, кој што ние треба при тоа да го поминеме со секоја фамилија, со сите блиски, и тоа е као буквално една луда железница од емоции. Значи, сакате, не сакате, влегувате во нивниот живот и во приказните и во се она што верувам се споделува со вас. И при тоа, знаете што е најинтересен момент? Не постои слика која што може да се дуплира и да преживееме повторно пат. Буквално секоја приказна е различна и секоја приказна е своја за себе. Меѓутоа, од друга страна, кога знаеш дека постојат фамилии кои што во својот час на најголем губиток ќе најдат начин, ќе најдат можност за да постапат според највисокиот чин на човеколюбие, тоа значи да ги донираат органите од својот близок и да помогнат на некој друг во кој што во тој момент премногу му е потребно тоа и да спасат други животи. Мотивацијата е преголема. При тоа што е една бурни емоции кај вас, од загуба, од тажни емоции до среќни емоции кога треба да соопштите некому дека за него има и на семејството дека за него има органи, дека неговиот животен веќе се продолжи. Така. И ја што веламе дека колку и да медицината оди напред и колку и да технологијата се развива во последно време, верувајте дека сепак не постои никој медицински девајс или не постои нешто што ќе даде 100% успех во медицината и што ќе значи живот за секој пациент. Значи, за жал, се уште има пациенти на овие листи кои што имаат краен степен на органски оштетување, кои што им го загрозуваат животот, кои што чекаат орган, кои што се надеваат секој ден дека ќе го добијат, некои од нив за жал изгаснуваат и тој момент не го добиваат никогаш. Меѓутоа, од друга страна, што ние треба да сме свесни е дека во тој момент ние носиме една одлука, а тоа е одлуката да даруваме или да не даруваме. А при тоа таа една одлука е она што понатаму ќе продолжи да дише, да чука, да живее, да значи живот за некој пациент кој што понатака ќе биде родител, пријател, сопружник, кој што ќе продолжи да функционира во оваа заедница, при тоа ќе ја направи поквалитетно и подобро, а со тоа ќе придонесе во општеството,
а мислам дека секој еден од нас има морална одговорност да помогне во општество и да го направиме поубав животот. Се надам дека вашите студенти ова го добиваат од вас како, освен знаењето дека ова емоција, ова чувство го добиваат од вас, затоа што таа е поентата дека вакви идни генерации ни требаат. Во која насока размислувате како да се движи вашата работа, следејќи ги работите што се случува, следејќи го тоа колку напредува медицината, размислувате ли во која насока треба да се движите? Верувам дека многу следите и како е напредната трансплантацијата не само во регионот, туку и во светот. Така. Можностите наши ги знаеме. Но во која насока би се движеле со цел и да ја зацврстите довербата кај граѓаните, кај нас? Апсолутно. Значи, како што и самите кажавте, живееме во еден, да кажам, систем со ограничени ресурси, живееме нели во земја која што е со ограничен инкам, така да секогаш постојат многу предизвици. Меѓутоа, доколку секој од нас би размислувал дека све ова е доволно и не мора да се трудиме да работиме понатака, ништо не би се движело и не би одело нели moving forward. Меѓутоа, целата работа е што кога ќе се изгради еден систем кој што ќе биде функционален, кој што ќе биде транспарентен и отворен, и при тоа само одржлив, да не зависи од одредени индивидуи кои што се во моментот назначени. Че јас во моментов имам среќа да бидам назначена за заменик национален координатор и да бидам некој кој што може да влијае во сите овие процеси, меѓутоа верувајте дека најголемиот мотив и она што најмногу ние го сакаме да се изгради систем кој што ќе биде одржлив сам и кој што нема да зависи апсолутно од ниту еден човечки фактор и дека ќе може секој ден да придонесува и да расти, да се надградува. А од друга страна, секогаш мораме да работиме на она за што јас денеска гостувам, тоа е јавно, отворено, транспарентно, за органо дарителството и за она што представува и како може да спаси неси човечки живот. Добре, ајде еве колку трансплантации се изведуваат во Македонија? Можеме веројатно за минатата година да зборуваме, имаме некоја бројка, еве да направиме некоја споредба, па како било, да. Да, апсолутно. Со тоа што би дало еден мал историски осврт дека во Македонија започнато со бубрежна трансплантација уште во далечна Југославија 77 година од професорот Иван Влашки. Потоа е продолжено и со кадаверично, додека сме биле дел или се уште од тој сустав. Меѓутоа понатака, веќе во 2013 година, кај нас се поставуваат законите кои што ни даваат можност да имаме малце подсврста рамка на која што може да се заснова целиот процес и да продолжиме да работиме, пошто нели законите се достапни за секого од нас. Сега кога се работи во целиот, значи, тој процес и во она законска рамка во која што ние можеме да делуваме, би можела да кажам дека некои као големи достигнувања во целиот наш систем на трансплантација се 2020 година, кога освен трансплантацијата на бубрези што постоеше до тогаш се трансплантираше и првото срце, беа и првите коски истата година. Потоа 2021 година се направи првата трансплантација на црниот дроб. Би можела да кажам дека назначувањето мое како заменик национален координатор и назначувањето на професорката Билјана Кузмановска како национален координатор за трансплантација се случи во октомври минатата година. И оно што можеме да го говориме за таа година е дека до денеска, значи, ние веќе имаме 4 кадаверични трансплантации, што би значило дека се трансплантирани 8 бубрези и тие пациенти, фала Богу, се сите добро и функционираат и придонесуваат во ова општество. Сме имале 2 трансплантации на црн дроб, кои што се исто така добри пациентите. За жал имавме трансплантација и сега, значи во саботата, имавме согласност од фамилија да се донираат органите. Благодарност до фамилијата и за овој најголем чин на човеколюбие. Меѓутоа, ова е, како што реков, мултидисциплинарен и прилично сложен процес, така да што се однесува во однос на останатите органи, освен бубрезите, немавме соодветни приматели или реципиенти, така да беа трансплантирани само бубрези. Тоа е многу важно да се спомене и исто сакав да ве прашам, ако нема соодветни, така и онаму каде што е соодветно,
колкав е процентот и колку зависи потоа од начинот на живот на пациентот кој што го добива органот, дека ќе има квалитетен живот? Доколку имаме големи подудирања во однос на целиот имунолошки и крвен систем и физичкиот изглед и клиничките карактеристики на пациентите, тој успех заедно со животните навики на пациентот кои што во одредена мера треба да се променат, барем за во прво време малце повеќе, верувајте дека успехот е многу голем. Верувам дека во голем дел зависи од начинот на живот. Апсолутно да. Да. Мислам, тоа зависи за сите нас здравите луѓе, не поготово за некој кој што е трансплантиран. Точно, да. Во поглед на ова би сакала да го заокружиме разговорот со две прашања. Прво, и ве слушав и додека зборувавте, и за вас докторите, особено кој што се на голема надеж има кај вас кога ќе се одлучи некое семејство и кога ќе ги донира органите, дека ќе спасите уште неколку животи. Како се соочувате со тој предизвик кога не се соодветни, а знаете колку чекаат? А ја знаете таа приказна. Знаете што значи тоа чекање. Има, верувам, ситуации во кои што и знаете уште колку може да се чека, за жал. Да. Премногу тешко, за жал. После сето она што го говоревме претходно, после разговорите со фамилијата, после завршување на сите медицински процеси кои што мораат да се случат за да може да се дојде во тој момент, благодарение на софтвер кој што можам да кажам европски и светски, превземен од сите поголеми и побогати земји од нашата, ние си имаме апсолутно, во мој термин си постои одржлив софтверски систем, каде што Министерството за здравство го поседува, каде што секој надлежен од својата клиника, болнички координатор ги прегледува, ги следи пациентите кои што имаат органски оштетувања, и ги поставува на оваа листа. Во моментот кога ќе се случи да имаме мозочна смрт, да имаме во секоја законска и медицинска дефиниција крај на животот, во тој момент кога фамилиите ќе се решат да донираат, тога започнува целиот процес каде што заедно со сите овие податоци претходно внесени од пациентите, кога ќе се внесат од соодветниот донор, самиот систем си вади преработка која што ни ги дава како листа кои би биле најсоодветни пациенти за сето тоа. И при тоа не завршува тука. Може би во моментот пациентот да е настинат, да има некакво друго влошување на ситуацијата и при тоа повторно да не биде најсоодветен кандидат, затоа што мораме да ги исполнуваме сите услови и да биде колку што е можно поидеално, затоа што 100% успех во медицината немаме. Еден плюс еден, заклучивме дека не е два. Никогаш не е два. Никогаш е три, никогаш е четири. Меѓутоа, на овој начин намалуваме можност и ризик од компликации и од неприфаќање на орган, пошто може би за бубрезите луѓето би се вратиле на диализа доколку е трансплантацијата неуспешно, меѓутоа во однос на другите органи не. Тоа значи крај за тој живот. Така да верувајте дека тоа е една одлука и тоа е повторно ќе кажам еден мултидисциплинарен, мултитимски процес во кој што сите даваат свој придонес за да све биде онака како што треба да биде, затоа што на крај крајва тоа све е репродуцибилно, тоа све е следливо, тоа све е достапно, се пишуваат извештаи, си постојат одлуки во мој термин, каде што сето тоа мора да биде наведено и назначено. Сега тука завршуваме затоа што ми одговоривте на прашањето колку е етиката и фер пристапот е оној кој што е пресуден кому треба да се додели орган. Верувам дека и тоа е една од недоумиците на граѓаните. Тоа е нешто што постои, дали е фер пристапот, дали всушност онаму каде што е најпотребно ќе има првенство во изборот. Значи, етиката е императив во секое наше делување. Ние мора да бидеме отворени, транспарентни, честни, при тоа на целиот овој начин, со целиот овој систем се намалува апсолутно влијание човечко на било кој од луѓето кои што се инволвирани во процесот. И на тој начин може од граѓаните да бидат комплетно сигурни дека
се прави онака како што треба, меѓутоа сваќам дека нели секој од нас има своја различна приказна, секој од нас во одреден момент од животот, повторно ќе кажам, бил пациент, имал различно искуство со целиот тој процес, меѓутоа на овој начин со целото ово отворено говорење, со достапноста на сите информации во мои термини за матичните лекари, за сите, може да се види таа транспарентност и таа да кажам точност во целиот процес, кој што по секако дел по дел, чекор по чекор би придонела во функционирањето и во градењето на оно што самиот Став го кажав, да имаме еден само одржлив систем кој што ќе придонесе за секој еден од нас, пошто знаете многу често се наоѓаме во ситуации каде што сите не дај Боже би сакале да бидеме на листите ако треба да примиме орган, а од друга страна дајте да се запрашаме што значи ако во тој момент ние треба да донесеме одлуката дали треба да донираме органи. Да. Се надевам дека успешно ќе продолжите работата и верувам во вас. Благодарам за гостувањето. Доктор Александра Гавриловска-Брзанов, заменик национален координатор за трансплантација и органодарителство.